Моje мислење дека Делчево важи и општината за доста чисто место. Значи, чисто место за живење, загадувањата на амбиенталниот воздух, на водата, на почвата се минимални. Меѓутоа, тоа допринесува затоа што индустријата е на, како да се каже, на бајпасли, како да го се употребам зборот, а некогашните поголеми загадувачи како асфалтната база на Гранит, потоа кожарата не работат. Оно што кај нас може да се каже и односно треба да се потенцира и да се презме мерки во тој правец е употребата на синтетички материјали, текстилни отпадоци и амбалажа, така наречената пет амбалажа, тоа се шишињата направени од полиетилен терефталат, кои граѓаните ги согоруваат и ги употребуваат за затоплување, односно за почеток на палење на своите печки во домовите. Законски тоа е казниво, меѓутоа казните нема да додадат со видливи резултати, бидејќи нашата свест овде, па и во Македонија, е дека кој ќе ме види мене во 9 вечер, во 10 вечер, ја ќе ставам пластични шишиња или текстилен отпад. Работи се да луѓето од општината задолжени за тоа да се обидат да контактираат со секој граѓанин, со секој дом, да им кажат дека согорувањето на материјалите на синтетичка база, покотоа текстилните отпадоци, кои во Делчево ги има доста, бидејќи уште само конфекциите работат, се многу штетни за животот на луѓето, односно за здравјето, бидејќи при сигурување на овие материјали се ослободуваат хемиски соединенија кои имаат општо име фурани, а тоа се најмногу канцерогени соединенија кои се наоѓаат во воздухот, потешки се од воздухот. Значи при горење, при сигурување на амбалажа, пластична или текстилна отпадоци, тие гасови са тука околу печката, најмногу се затровуваат, односно заболуваат луѓето кои живеат во дотичниот стан, во дотичната зграда, односно да речеме малиот погон. Кога тоа на луѓето ќе им се објасни, тие веднаш ќе престанат и нема да помислуваат да употребуваат текстилни отпадоци за загревање, бидејќи прво тие ќе се трујат, а потоа околината. Што се однесува до тоа дека PM10 частичките, тие испод 10 микрони, од секој ги имало, само не биле мерени, немало инструменти за мерење. Дес тие опасност за луѓето, за здравјето на луѓето, отколку најголемата опасност прелегува од согорувањето на синтетички материи. Текстил, знаете дека памукот и волната се со ограничена количина, потребно за нивното производство е потребно простор, земјоделие и сточарство. Значи 90% и повеќе од текстилот е на синтетичка база. Основа на нив се производите од нафта, почнувајќи од метанот, па натаму се до другите, значи ПВС, поливинил хлориди и други кои се соединенија на база на нафта со додаток на флор, хром, јод, бром, и истите се ефтини, релативно ефтини, затоа и текстилот е ефтин, меѓутоа нивното согорување на температура по-ниска од 200 степени Целзиусови, значи тие фурани што ги спомнав не се распаѓаат, додека потполно распаѓање има на 1200. Загревањето кај нас, односно на дрво, е околу 850 степени. Значи тие нераспаднати ги вдишуваме. А што е најжално и најлошо, немаат мирис, боја и вкус. Значи не можеш да ги осетиш дека ги вдишуваш. Ако го дразнат, да речеме, дишните патишта, ќе се закашла, човек ќе излезе.